събраме на пресконференция, да го изразиме нашиот револт, пошто на 11.11 на канал 24 имаме състанък со министерот и там нашите други земјоделци. Имаше пчелари, имаше сточари, имаше овощари и така натам. От сето тоа ние ќе збориме директно само за лозарство. Што се деси? Добиме 2 динара по килограм гројсе за предадено гројсе во винарите. Сето е тоа убаво. Јас како председател на ово дружење, од таа цена 2 динара не сум задоволен. Пошто ни бараме 3. И по правило на игра, тогаш бараме 3. А сега, пошто сите цени почнаа на нагоре додат. На лекарите му за тоа, на павшорите му, на сите му за тоа. Кај не турат најниската класа? Тоа се земјоделци. Ние сме на нула. А да не биме на нула, најмалце они треба да ни дадат 5 динара по кило гројси. И таа ќе поготниме никако лозари, ќе рече тебе, сме цело време не обвинот апатиски, не е апатиски. Зошто е свикано оваа пресконференција? После тие saстанак ни, нашето дружење, со нашите членови на управен одбор, застанаме, одржаме saстанак и од тие saстанак многу убаво мене дословце ми е кажано. Златко, 50% од луѓето кои се лозовите наследи не се по таа каналска мрежа, кои се нормално на суша, сега да не кажувам Бабин дол, кои се дупки и така раз, ќе испуштам некој пет се налутат. Значи сите ние они површини, кои не се под лозов насад, прво, луѓето изгореа како земјоделци немат приход, тоа е една работа, а од друга страна ги немат ни тие 2 динара. Затоа предлагам на владата, устај до министр, поздрав до министр за земјоделие, нека не викне нас, само лозарите, да одржиме еден saстанак, онака како што прилега машки, така да и сите тие луѓе, наши кавдачани, не наши кавдачани, нашите квешани, од Демирка пија до Градско, па и другите лозари, не само тука, у Македонија. Каде нема лозов насад, ќе што има елементар, да се прогласи елементарна непогода и на тие луѓе да му се даде по 48 јадарки по хектар. Затоа со тие сиромаси не добиваат 2 динара, а и немат приход. Према тоа, нашето Министерство по земјоделие, министрот или не разбира некои работи, или неќе да ги сване, и сега во една ваква ситуација, знаеш што направија? Само сакат да не поделат. И одма викат, бој е партиски, не е партиски. И ние што добиваме 2 динара, ќе застанеме со ние сите земјоделци, кои не добиват ништо од оваа држава. Друго барање. Ни беме на saстанак, не ми беше дозволено сите тие наши барања да излага. Кај беа изворите. Нас не беше обечано за сите млади земјоделци кои ќе се регистрират, ќе има површини, преку ИПАРД ќе му се дава средства, ИПАРД 2 години не функционира. На младите земјоделци површини за да стекат и они нешто, да станат земјоделци, да стане земјоделци, треба да имаш површина со земја, ако нема земја, како ќе видиш млада земја? Да му дадат површини на луѓето, онака што прилега. Да го скратат ИПАРДот, што е пример 100%, ако е трактор, од 10.000 евра. 5.000 евра земјодел да ја плаќа, 5.000 државата ќе му дългуе на тие луѓе. И на крај крајева, јас ќе имам еден друг предлог. Пред февруар ќе му кажам на сите лозари, нимите секои своите површини, да ги крое само на чокот, на главата само да не раѓаат, со 2 прскања да поминеме и тие што ни дават 42-45 јадарки, да се покриеме со нив и да не даваме приход. Иначе ние сме база, ја и нек не напомнав, цента 9 со 10 и 11 динара, луѓе мои, е 98-99 година пред Антен Марковиќ. 30 години не е покрената цента. Значи, што сме ни? Роботи
машинерија која у светот не постоje. Тоа само може се деси у нашата држава, никој да не штите. Затоа е нашиот револт. И уште една молба имам од мене. Во колку на сите вие наши бариња не сака да ни одговорат. Каја многу, да не кажам буржуазија, буржуазија е, така е. Кај мене у моето село има 50 хектари морхуана посејанове. Боите чувари не може да чуват това, не се чува така. Али кај решили они нека чуват. Али теквешијата била прочуена по Афинот. Со 1 хектар ја ќе преживеам со кило катран, бе. Ако правам мучки, напред нека се направе, затвори таму сите ќе се затварат. А нека изволат да живееме ни. Ништо повеќе не барам, ние не може да преживееме сега со овие пари. Затоа што 20 евра е еден аргатин. Драги граѓани, без разлика по националност, по партиска припадност, ве молам, утре имаме штрајк, примека блокираме на Росома Градско, што е патот према прилет. Сите ги канам, и СДС, и ВМРО, не стигнам да ви кажам, направи дописам, не стигнам да го пишам, да го пратам. Иначе му кликнуев и на дуи, на колена со тоа што и онда ми прати мене поддршка. А он кога ќе има некоја потреба, Златко од 2 автобуси, ја мора да му пратам до тук. И сега они нас не печкат, дошла некои од ВМРО, да видат како се одвива ситуацијата. Што сум ја виновен тука? Значи ми дава поддршка он како лозар, како... Пошто јас сум изразил една молба, и он се гледујќи оваа ситуација нашата, мизерната работа. Па нема помизерна работа од земјоделието. На 20 евра ние агатин, 3 динара имаме берба. Молим те лепо, ако е 10 динара, 3 динара имаме берба, 7 динара. Кој би се покрил? Моето школо не е толку голем. Министрот нека дојде и нека напише. И прошлиот пат му реков. Јавно, пред цела македонска јавно ќе му се извинам. Извини, министр, ја математика не ја разбирам, а не е така. Он не ја разбира математика. Со 7 динар не може да се покрием. Среќа е што ни, да ви кажам, ние од 24 сати, знаеш колку работиме? 20 сати. За нас нема одмор. Каква елементарна, вика, како беше нова плава. Значи, не смееш да испадиш на сонцето. Кој те пита не смееш да испадиш? Ева мојата кожа каква е брукиве. Изгорено од сонцето. Ако не се спасам, ако не прскам цела ноќ на површините, ја немам грози готово. А немам со што се покрија. Со трошките ми одат мене. Имам 4-5 души осигурани и тоа со пълн работен стаж. Не да правам мучки скратено работно време, па ќе правам према државата, па уште некој ќе печка на мене. Се честно и поштено му плаќам на учки што требе. За мене. Не ми одговори, кој ме дели по политичка... Абе прво министрот одма ни вика. И некој министр прво тоа вика. Се вика доаѓате, вика нешто партиски делите. Не е партиски, зошто партиски? И некој као дома, не беме ни партиски кајно као дома. Председател на Лозарте, председател на Оризарте, председател на јавъките. И едно момче имаше, до него не стигна, да му се јавам на дето од Струмица на Пиперот, мислам на Патлижан. Не е тоа партија. И оно сака каја мене да си ја спасе колашта, ништо повеќе. Нас не треба политика, бе. Ја ако сум дома задоволен, не испаѓам од дома, си седам дома. Зошто, како, мислам, дуре некој пат се исклучувам од контрола за тоа што превише проблеми имаме наталожени, а не можеш да ги потераш, не можеш да ги решиш. А сега, најшо и најтешката работа. Гројство какво такво го дадоме. Државата гледа, министрот по финансии гледа, полицијата гледа, сите гледат. Ја го давам гројство 13 динара, еве 13 динара. Еве и 12 динара. И сега они се јавуват, големите газди, што е нормално. И вака се вика. Сега извршител чека, сега трети укина, али долго се е долг. Струја, вода, се мора да платам ја. Дома пари нема. На први ни неме плата кај секој да што има. Многу лесно е двојта ситуирани по 500 евро да имат плата. Ови што мојот додатна бе. И еден ми вика, знаеш, двате зетот и ќерката да отидат на одмор. Значи само толку требало да намере. А моето е главна делатност, ја од друго немам.
И сега на 12 динара сум го дал гројство, у реду, еве. Сум се сложил на таа валута. Зошто ме уценува и вака ми вика, Златко, ако сакаш ти да земиш пари, твоето грозје не бреде 12 динара сега, него бреде 11 динара. Тоа го знае и влада, тоа го знае и министер. И они ги подржава нив. Значи, да не докосурат ли, како да ти кажам, да не дотепат. Па тоа е странно, бе. Ако ни се договорим 12, 12 е. 13, 13, плати ми тия 13. Така че му кажеме дека бараме 17-18 правата цена на гројство. Зборуваме за Враница и Смедрепта. Смедрепта 17 и Враница 18. На нимо иде нагоре. Не бе луѓе. У една ситуација, секој, мислам, агрономија има повеќе. Тука е земјоделски факултет. Они нека направат. Винариите, кои преработуват гројде, они имат лозија. Нека направат, честно нека направат една калкулација, а прифаќам, ако нивната цена е помала од нашата, гројдето ни така факт ќе му дајме лозарат. Ни испаднаме сега база и он сега калубенице, само си тропа. 12 тона камион, само може ти рече, слушај, тојто гројде нема 19 шеќер. Праќам 2 камиона од иста парцела и товарам, бе. Едниот е на моје име, Стојче ми пише на него, другиот не е. За пари човек ми вози. 22 мине шеќер, првиот камион. На вие што пише Стојче, знаеш што вика? Тргни го настрана. И сега нас со сила не терат. Што да би имени? Расипани. Чичо, камионот го вртија. Го вртија. Пер го дома. Одма револуција. Доста мајале 12 тона гројде се меле, каци на нос и купуват. Нема ни колку амбалажи имам, што ја не сум винарија. 12 тона се меле и се остава сето за ракија. И ви немате право ракија да вајате. Одма, ние па, одгора. Ни турија да плаќаме 30 динара од кило ракија, акциза. Другари, акциза знаеш кога се тура? Кога ќе влеземе ние во Европа. А кога ќе влеземе ние во Европа, нема да биде 9 динара кило гројде, да ви кажам ја наистина. Него ќе биде најмалце 30 до 50 динара. У Словенија е шеќер од 14 гради, кои кај не ќе да го смислат. И они со 14 шеќер прават вино. Молим те лепо, ни со 20, 22 му носиме, 24. Мед, знаеш што е мед? Мед, растен може да растедаш. Не вика, од 22 нагоре не признаваме ни. Така е многу убаво. Хармони немаме, немаме поддршка. И сите, знаеш како, така е најлесно да кажеш пример. Во е пазарна економија. Али ако си татко, ќе бидеш на сите татко и сите ги заштитиш. На него ќе му кажеш, не ги тепај, да не бегат. Ја имам снаа со факултет, син со факултет. И ти вика, тато заминаме. Бев ночи имам ка бикови се шибат, јаки. Ој ме за нов зела, како нов зела, бе чумнам, така ќе ми пукне срцето. Зошто ми избрка деца? Ќе ги избрка за тоа што деја немат екзистенција. Ти викам, од 23 сати, едни трактор се брчат кај мене. Сабајло 4 замина, вечер 11 си идат децата. Да завршат работа, фала на Господ, што заврна во време, ете ни даде малце шанса да се размрдаме повеќе. И на сета таа работа, ти да немаш, викат дај ми 1000 динара. Шо е 1000 динара, бе? Јас у кафенто седнувам и ги нема, бре. Ни се расправаме дома, се караме за 1000 динара. Министерот не знае што е криза, затоа така се играе со нас. И седо дека не седе со нас на масата, дека не ни помогне за вакви работи. Ни стално ќе имаме проблем. Па е, да се надоврзам на моите колеги, минатата година, кога премиерот беше овдека, во неговото уводно излагање, ни кажа дека извозот на вино, на флаширано вино, не знам за колку проценти пораснал, ни кажуваше плюс колку нас не коштало грозјето, производна цена. И уште тогаш му посочив, станав, му кажав дека, убаво кажа дека виното, извозот на вино, процентот на извозот пораснува, со тоа растат и приходите на винариите. Затоа, ете, да речеме, Тиквеш, тоест сето си купи винарија во Франција, си го шири својот бизнис,
Му викам, што корис имаме ние од тоа сето што расте виното. Цените на грозјето пред 30 години беа исти. Ако правиме споредба колку кошташе тогаш една кошничка за живот, колку кошта сега, колку беа платите тогаш, колку се сега, колку беа нашите трошкови тогаш, колку се сега, че нас овие 30 години само трошковите не зголемија, а цената на грозјето дури е помала. Исто ни кажува, си взе за право да ни кажува колку не кошта у нас килограм грозје, он кажуваше негде околу 6-7 динара, што не е точно. Една берба само за асталско грозје не кошта 5 динари од килограм грозје, само бербата. Винското грозје не кошта повеќе од 2 динара, тоа е само една операција. И тоа он зема тоа обзир само на една добра година, да речеме родна година. Каде ни се нас како ова година што помина, од што ќе преживее земјоделецот? Значи нема ништо, профит нема. Работиме само за винариите. Не ли треба ние да собереме пари повторно тие лозја да ги обновуваме од оваа суша и до година че немаме род, ќе остави последици. Последниот пат кога беме заедно со колегите во министерството, кај советникот Томе, министрот не удостои да не прими, му кажав, дај вие чим мислите дека ние се збогатиме толку многу, дајте му на секој лозар, јас зборувам стриктно за лозарството, дајте му по една минимална плата на оној што има до хектар и пол лозје, па кога ако тој произведе повеќе од таа, оставите му некои средства за живот за да може да обстане тој, она што е вишок, па нек си го поврати државата. Тој еден друг советник беше, речи ова може би добра идеја, меѓутоа тоа е до Министерство за труд и социјала. Па му рекол, па вие разговарате со Министерство за труд и социјала. Исто цените на грозјето не ги кажуваат малте пред самото обрање. Па цените на грозјето ние треба да ги знаеме уште во месец мај таму, да бидеме спремни, да си бараме па ние купци, да знаеме што да правиме со грозјето. Исто грозјето е, спомна и оваа година има доста неквалитетно грозје што не им го откупуваат, мораме да го правиме ракија, пошто сме задужени со кај земјоделските аптеки, мора да ги врачаме тие пари, мораме од тоа нешто да правиме ракија, да ја продаваме, за да можеме да се раздужиме и да можеме да обстанеме. И сега кога ќе фанат нас некогаш ако носиме негде на пазар ракија, не третират малку како криминалци. А одиме чисто да преживееме. Мислам дека стратегија на секоја држава е да се произведе повеќе храна, повеќе земјоделието секаде во Европска унија се уложуваат огромни пари, прават еден Израел, ако го земе од пустија направија оаза, имат 5 милиарди извоз на овошје, на зеленчук. Ние кај нас ги имаме сите услови за да направиме. Ние имавме оаза и имаме и услови и вода и се, кај нас ето се занемари. Направени системи за води ги уништија сите, ги испуштија искусни водари, немаме делови, немаме ништо. Луѓето, лозарите сами се испотепат некогаш кој поправен да навади таму за вода, пошто нема вода, не може да се начека вода. И така да сега што се врши некоја импровизација, лозарите се испод, мислам, омаловажени. Секоја година, ако има некој референдум, ќе ни дадат динар, или избори, ако има нешто, ќе ни дадат 2 денари, а винарите само профитираат. И државата, мислам, повеќе води рачун за винариите и во право луѓето земјоделци зборуваат дека зошто да не му дадат на винариите, сега кога ќе има избори, винариите ќе му одделат пари на партиите на сите партии ќе му одделат пари за избори, ние од нас не можат, од земјоделците не можат да земат. Ќе земат од винариите, нормално, од нас нема што да земат.